Тони Македонски ни пише: гостите нека прокоментират влиянието на редефинираната световна политика върху нас на Балканите, ако може. И всъщност тук вече отваряме и тази тема, която ми се искаше тъкмо на финал, за геополитическите ризици от войните в Украйна и в Близкият изток и влиянието на Тръмп, интересите на Русия, на Китай, Кина. Въобще как войните, които са близко до нас, и смяната на върха в Америка промениха нашия свят тук на Балканите? Сега за сега няма драматични последствия върху Балканите. Нещата си остават такива каквито са, тъй като при нас инерцията е малко по-голяма отколкото другаде. Но като цяло промените, които се случват и за които говорихме тази вечер, имат и ще имат негативно въздействие върху развитието на Балканите. Разрешаването на балканските проблеми е възможно тогава, когато Балканите като цяло се опитат да бъдат интегрирани, да се интегрират в Европейския съюз и в това, което наричахме евроатлантическа система за сигурност. Сега Европейският съюз изпитва нарастващи вътрешни напрежения, включително поради поведението и политиките на хора като Орбан, Фицо, натиска, който се усилва от страна на Русия и така нататък. Също така разпадането на тази система на консенсус относно международната структура, която управлява различните европейски страни, прави възможно засилването на геополитическата конкуренция на Балканите, засилването на негативната роля на Русия, засилването на ролята на Турция, която в някои отношения може да бъде позитивна, в други отношения може да не бъде позитивна по отношение на Балканите. Тоест, ние сме изправени пред риска да допуснем Балканите да се върнат в подобна фаза на своето развитие, която в крайна сметка преди малко повече от век създаде понятието за балканизация. Защото балканизацията представлява процес на конфликтна фрагментация на Балканите и на други региони, подобни на Балканите, под натиска на конкуриращи се външни сили. Това е балканизацията. Фрагментация под натиска на конкуриращи се външни сили. Така както една британска писателка написала роман през 30-те години за Балканите, се изразява, Ребека Уест се казва тя, великите сили осиновяват балкански държавици като домашни животни, тя така се изразява, и ги сблъскват едни с други с цел да преследват своите политики на конкуренция, на сблъсък с други велики сили. Ето това е процеса на балканизация. Обединена Европа беше най-голямата гаранция, че ние няма да се върнем към процеса на балканизация. Сега, ако ние допуснем раздружаване на европейската солидарност, след като имаме вече такова силно отчуждение между двата бряга на Атлантическия океан, между Америка и Европа, и след като имаме толкова силно възродена агресивна политика от страна на Русия и на други фактори, то ние сме изправени пред реалния риск да се върнем към тези времена, които правиха възможна балканизацията. И нашата собствена позиция в този контекст като държави, като обществено мнение е изключително важна, с цел да не допуснем това да се случи, поне да не се случи в мащабите, в които би могло да се случи, ако се развият най-негативните варианти на сценария, който коментираме. Знаете како, улогата, ќе тргнам прво од она што и во стратегијата за сигурност на Трамп е опфатено, нели, дека која е улогата на Соединетите американски држави, и може да кажам дека па досега клучно влијание врз Балканот всушност има Соединетите американски држави, бидејќи го сметаше регионот за свој интерес, а ЕУ само помагаше.
влијанието на Балканот врз Европа е одамна познато. Нели, сега малце теориски да се вратиме на нас, за да кажеме, и Черчил зборуваше за тоа дека Балканот е мекиот стомак на Европа. Јасно е зошто е неопходно Европа да работи на Балканот. И мислам дека во новата конфигурација на европската геополитика и улогата на Европската Унија, па и во тој контекст дури и на Европското НАТО, ќе имаме поголема присутност на Европа на Балканот, посебно можеби поголема присутност на Обединетото кралство. Бидејќи Балканот сам по себе, особено така наречениот Западен Балкан, е неспособен да води интегративни политики. И секогаш му треба некој газда, така да кажам, некој кој ќе го насочува, сега ова треба да го направиш, сега ова треба да го направиш. И тоа е резултат на, пак ќе кажам, на руските влијанија тука, со кои се прави недоверба кон Европа. И од тука обединувањето на Европа ќе има клучно значење не само за самата Европа, туку и за Балканот, како дел кој треба утре да биде дел од Европската Унија, но тогаш и ќе има значење и за сите други региони. Ако зборуваме пак за улогата на Соединетите држави во однос на Балканот, многу е конфузно сето тоа. Например, може да забележиме дека нешто посебно тука не се случува. Нема веќе такво влијание на амбасадите на Соединетите држави, нема влијание преку разни организации, невладини организации, хуманитарни организации, кои на разни начини го потикнуваа Балканот за промена на социјалниот живот, на политичкиот живот, за демократизација и така натаму. Од друга страна, вели, ќе се подржат трајните договори помеѓу соседите. И тоа отвара многу прашања. Мислам, ти ќе подржиш трајни договори помеѓу соседите, а ништо не правиш да се спроведат тие трајни договори. Понатаму, вели, ќе се спротивстави на вмешување на надворешни сили. Па ние на Балканот, ако Русија не е вмешана, јас мислам дека колку е вмешана не се гледа веќе, не се гледа ни влакно на главата колку е длабоко во процесите на Балканот. И потоа вика, нели, ќе бара економски развој и инфраструктура што ги поврзува регионот со ЕУ и САД. И тоа според мене е доста нејасно, бидејќи од една страна од Европа се бара да преземе активности на Балканот, од друга страна Европа се смета за неспособна, а овде се повикува ЕУ како партнер со САД по однос на економски развој и инфраструктура во регионот. Има уште една работа која ја кажав претходно, само ќе ја повторам, можеби како продолжение на некоја тема, влијанието на Турција. Балканот е еден од регионите врз кој Турција интензивно влијае, а Македонија, Бугарија, Грција, Албанија, Србија се во првиот круг на цикличните кругови на Турција по однос на интерес. И тоа можеме да го видиме, тука го гледаме пред нас. Професор Минчев, ако погледнеме каква Турција, за която спомена и професор Андонов, каква ще бъде ролята на Турција, например в Косово, в Босна, по какъв начин нейното влияние тук ще бъде чувствано и дали ще бъде съвсем самостоятелен играч или ще търси някакви регионални съюзи, с които да изгражда по-устойчиви
коалиции за постигането на някакви цели. Как трябва да гледаме турската политика, която е във времето със своята стратегическа дълбочина? Извън всяко съмнение, ролята на Турция ще нараства, защото нараства нейният геополитически потенциал в региона и в по-широкия регион. По отношение на Балканите, Турция води определена традиционна политика на засилени контакти и влияние преди всичко върху турските и мюсюлманските общности. Затова страни, в които има относително големи турски и мюсюлмански общности, каквито са България, Македония, Сърбия, нали, вие ги споменахте, Албания, Косово, там можем да очакваме нарастващ интерес и нарастващо присъствие на турските стратегически интереси. Не само в областта на културата, на спонсорираната религия, на исляма, на търговията, но може би и опити за оказване на въздействие в редица други направления. Балканите и Кавказ и Близкия изток са трите основни региона, в които Турция има проекция на своята геополитическа визия. Разбира се, това са доста различни региони, в които присъствието на Турция е доста различно, но това, което е много важно за Балканите, е ние да знаем и да си припомняме непрекъснато, че по отношение на нас има две сили, близки до нас, които никога не са пропускали възможността да оказват колкото се може по-силно влияние и контрол върху нас. Тези сили са Русия и Турция. И единственият начин ние да имаме определена автономност и успех в защита на собствените си интереси, както национални, така и регионални, е да привличаме други, трети фактори в нашето уравнение на сигурността. И това е смисъла от нашето присъствие в НАТО, в Европейския съюз. Това е смисъла на нашата интеграция от гледна точка на сигурността. Ние да имаме мощен трети фактор, който да балансира структурното, неизбежното поради географската близост въздействие и на Турция и на Русия. Така че който говори против Европа, който говори против мястото на Балканите в европейския, в западния контекст, който в момента се разпада на американски и на европейски, той говори срещу дългосрочните интереси на собствената си страна. Това е логиката. Няма друга логика в този смисъл. Во потполно се согласувам, професоре. Ова беше експлицитно кажано и тоа што важи за Бугарија, важи за Македонија. И тоа ние го гледаме. Значи, јас затоа на почетокот се сеќавате оној дел кога кажав кога беше Бугарија по-суверена, дали пред 20 години кога не беше дел од Европската унија или е денеска кога е дел и од НАТО и од Европската унија. Токму од овие закани кои доаѓаат од Турција, односно од Русија. Иако Турција не е партнер во НАТО, Турција сепак согласно својата длабочинска стратегија води сосема различни стратешки односи и кон Бугарија, и кон Македонија, и кон Грција, и кон регионот. Како тоа изгледа на терен, например, во Македонија? Некаде околу 80.000 турци живееа во Македонија по последниот попис пред 4 години, ми се чини така. Ама турци кои се староседелци тука, тоа се јуруците во источна Македонија и оние дел од турците во западна Македонија. И тоа е толку. Интересно е што во Македонија се случува голем бран на турци кои доаѓаат да работат во Македонија и остануваат да живеат. Јас сум сигурен дека Скопје има најмалку 10-15 нови жители турци кои се доселени во последната година. Тоа е карактеристично и за Штип, исклучително, и за Струмица. Значи, тоа се градовите кои
воглавном во Источна и Македонија и самиот град Скопје како главен град, се доселуваат масовно турци. Дали преку оваа со Бехтел и Енка, што е градењето на автопатот на Коридор 8, дали е тоа преку други бизниси, работење и така натаму, или дури и поттикнување од турската држава со плаќање, со давање финансиски средства на тие луѓе да дојдат и да почнат бизнис во Македонија. Тоа се интересни појави и тоа насочува кон една друга анализа, а тоа е дека Турција, Ѓорги, бидејќи ти постави такво прашање од кого очекува помош, Турција од никого не очекува помош тука. Ниту во Бугарија, ниту во Македонија, ниту во регионот. Ако мислиме на помош од друга држава, такво нешто нема да се случи. Но Турција се потпира исклучиво и само на своето малцинство кое живее во овие држави. И се обидува на еден интересен начин преку хуманитарни организации како што е ТИКА, преку директно инвестирање од Турција да ги зголеми и по број на население и по економска моќ, за да почне да стануваат влијателни. Во Македонија има уште една карактеристика која во Бугарија не е присутна во однос на Турција. Религијата, но ќе ви објаснам зошто, не е ништо различно и муслимани се турците и во Бугарија и во Македонија, но во Македонија и албанците се муслимани и исламската верска заедница во Македонија ја водат воглавном албанците. И тука Турција има еден судир, бидејќи нормално е, ние на Балканите сме воглавном религиски нации и религијата има голема улога во формувањето на идентитетите на политиката и дури современата политика, така што во Македонија се случува и еден судир помеѓу протурските делови во исламската верска заедница и проалбанските делови. Да не забораваме дека ние во Македонија имаме и босански делови, бошњачки, дека имаме и македонци муслимани, помаци. Така што поприлично е сложен тој дел и тука многу интересно да видиме како ќе се одвиваат тие работи. Иначе не знам дали во Бугарија во турската амбасада постои аташе за верски прашања. Во Македонија тоа го има. Не съм сигурен, но напълно възможно, защото Дианета, турското министерство, Дианетът, има много пряко участие в българските ислямски верски проблеми. Непрекъснато присъства представители на Дианета присъстват на сбирките на мюфтийството, на общностите в Родопите, в Североизточна България и така нататък. Да, ма кај вас, професоре, се воглавно муслиманската општност е од турци, составена и помаци, така? Да, највеќе, и също и роми, също и някои роми, доста роми. Роми. Кај нас има роми, ама кај нас се концентрирани, така да кажам, ромите, се знае кај која џамија е ромска и така. Кај нас е изразено на друг начин и е интересно дека да, во амбасадата има представник, турската амбасада има представник аташе за верски прашања и исто така, значи, си има улога Дианетот во целиот тој однос кон општеството. Така што, нели, оној заклучок на прашањето на Ѓорги кој помага, не помага никој. Турција работи сама за себе, што е за одушевување, да не бара од надвор, туку си ги бара внатрешните сили кои ги има, и тоа вака, ако ќе го погледнете на едно ниво на Балканот, изразено е во Србија, во Санџак, изразено е во Босна, каде што и политички е врзано за СДА, и интересно е што е во последно време изразено и во Хрватска, бидејќи многу од муслиманите, бошњаците живеат во Хрватска и еве имате, например, муслиманска заедница во Сисак. Тоа е град на некои 50 на 60 километри од Загреб
кај што имате муслиманска заедница и кај што беше, ми се чини, Ердоган на посета на џамијата таму, односно како им се вели тоа, председателот на Дијанетот ми требало да биде, или рејсот на Дијанетот беше таму да ја отвори џамијата во Хрватска. Така што религиската компонента ја потпира, тоа е помошта, и местното население турско кое е останато, и од тука се влече силата на Турција да се врши влијание во регионот. Сега тоа влијание има силата, наистина има силата, има ресурсите. Турција може да го прави. Секако дека ги има голема држава е во прашање, Ѓорги, не можеш да ја игнорираш во односот, но тука ќе се во потполност, повторно ќе кажам, согласен со професорот Минчев, силата наша треба да биде во Европската унија и во НАТО, каде што ете го суверенизмот наш како доаѓа до израз.